Радислав Джиновски. Радислав Джиновски, председател на Општинската организација на Сојуз на борци Гостива. Учесниците во февруарскиот поход претежно беа млади луѓе, но свесни за големината на времето, готови се да жртвуваат за иднината. Денес најголемо богатство е да се биде свој на своето. Зошто денес сум тука? Јас со моите соработници. Токму да дадеме еден скромен придонес во одбележувањето на 75 години од славната епопеја од народно-освободителната и антифашистичка војна на Македонија, Богомилскиот или популарно наречен уште февруарски поход. Ние, продолжувачите на традициите од народно-освободителната и антифашистичка војна на Македонија, ги продолжуваме нормално, значи, традициите со тоа што ги одбележуваме сите настани и личности од ова наша победоносна, единствена народно-освободителна и антифашистичка борба на народите и народностите во денешна Република Македонија. Што не поврзува нас, Општинската организација на Сојуз на борци Гостивар со Општинската организација на Прилеп? Ние еднаш годишно сме тука во Прилеп. И тоа со масовно присуство на наши подржувачи во ова славна епопеја, во народно-освободителната и антифашистичка војна, учествува и наши 40 сограѓани. За жал, некои не го издржаа тој долг борбен пат на првата македонско-косовска бригада, во која заменик командант на бригадата беше нашиот сограѓанин, народниот херој Чеде Филиповски Даме. Меѓутоа, уште еден наш сограѓанин го остави својот млад живот. Тоа е најмладиот херој во сегашна Република Македонија од машката популација, Злате Малаковски, кој го загуби својот живот на прилепските улици. И ние чествуваме секоја година во рамките на одбележувањето на деновите на народните херои, доаѓаме да му се поклониме. И денешно чествување нека биде еден почит на сите загинати кои ги положија своите животи за денешна слободна Република Македонија.